Завршен митинг на ВМРО ДПМН е во Штип. Пред неколку илјади граѓани, актуелниот председател Ѓорѓе Иванов побара поддршка за втор мандат од народот, ветувајќи дека ќе се стави целосно во одбрана на македонскиот национален идентитет. Нема да прифатам идеи или предлози што би ги загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонскиот јазик, посебноста на македонскиот модел на соживот. Се што правам за Македонија, го правам со вашиот глас. Имам чист образ, повторно да дојдам пред вас и повторно да ја барам довербата од вас, повторно да бидам вашиот глас. Освен за председател, ВМРО ДПМН побара поддршка и за 62 пратеници. За да одговориме силно и енергично на сите уцени кои што уште сега не ги испорачува радикалното крило на партијата ДУИ, да им одговориме онака како што доликува на сите нивни условувања, на сите нивни кочници, на сите нивни најави за радикални барања. Одговорницата во Штип, носителот на листа на изборната тројка, изрази убедување дека граѓаните ќе знаат да ја препознаат разликата помеѓу останатите партии и ВМРО ДПМН. Затворена наспроти отворена фабрика, згаснување наспроти отварање на работни места, отпуштени наспроти ново вработени работници. Разликата е јасно видлива, забележлива, реална. Разликата не е во зборовите, разликата е во конкретните дела. Првиот тест кој ќе ја покаже волјата и определбата на народот ќе биде првиот круг од изборите за председател. Недела е многу важен ден за гласање. Иако е прв круг, тој воопшто не е неважен. Во недела се трасира патеката кој ќе биде победникот и на председателски избори и на парламентарни избори во Република Македонија. Во недела се трасираат новите две победи на ВМРО ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија. На завршниот митинг во Штип беа представени и кандидатите за пратеници од изборната единица 3, а своје обраќање имаа штипските кандидати Трајче Димков, Снежана Санева и Никола Мицевски.